Представниците на откупно-преработувачките предпријатија за ориз и Министерството за земјоделство не најдоа заедничко решение за откупните цени на оризовата арпа. Поради тоа ќе се бара друг начин финансиски да им се помогне на земјоделските производители. На средбата што се одржа во Кочани, а на која присуствуваше и министерот Аријанит Хоџа, од откупувачите беа побарани мислења и предлози како тие можат да се вклучат во решавањето на ниските откупни цени на арпата. За тоа беше оставена и можност за евентуален нов договор. Спремен сум да слушам што треба да направиме во делот на промовирање на нови пазари или постоечките како да бидат конкурентни. Ама да бидеме реални. Да не може производство што кошта цена 18 денари на производство да се поддржи 10 денари износ. Тоа е само да се каже, да пробаме дали може државата или не може. Нема логика, знаеме и сами дека нема таква логика. Значи, заради тоа ве молам, размислете во наредните денови што може да се направи. Ние било како ќе помагаме, но помошта да биде на двете страни, да не биде само земјоделски. Представниците на откупно-преработувачите рекоа дека е потребна долгорочна стратегија за оризопроизводството, наместо да се интервенира парцијално и во одредени временски периоди, како што е сега пред жетвата на оризот. При тоа беше нагласено дека се уште нема пресметка за реалната цена на чинје на производството по килограм, а таа кај нас е повисока во споредба со соседните земји. Дел од откупувачите рекоа дека единствено што би можеле да понудат е да не се пресметува влажноста на зрното ако е до 20%, иако и тоа би било на нивна штета. Откупната цена може да биде 17 денари за килограм арпа од поситните сорти, до 20 денари за Сан Андреа и другите покрупни сорти. Откупувачите додадоа дека не се конкурентни на странските пазари, со оглед што таму 1 тон арпа се откупува за 300 евра и тоа со повисок квалитет на зрното. На крајот од средбата, министерот Хоџа заклучи дека заедничко решение со откупувачите не е најдено. Поради тоа, Министерството за земјоделство најверојатно ќе интервенира со дополнителни субвенции за земјоделците. Советот на општина Кочани одржа редовната 63-та седница, што најверојатно ќе биде предпоследна во мандатот на овој советнички состав. На седницата беше предложен дневен ред со 10 точки, но уште на почетокот, пред неговото усвојување и пред да почне расправата, со дополнителни предлози и процедурални забелешки, дискусиите се развлекоа на скоро 1 час. При тоа, од страна на советничката група од опозицијата беше предложено да се додадат уште 2 точки, од кои едната за референдум за мини хидроцентралата на Мала река, а другата за условите во кои работат матичните лекари, особено во период на пандемија од COVID-19. Таквиот предлог најде на процедурални забелешки дека Советот и општината не се надлежни за одземање на дозволата за мини хидроцентралата, ниту пак за состојбите во здравството и положбата на матичните лекари, поради што и нема потреба да се разгледуваат. По поединечното гласање за предлогот да се расправа за прашањето за општински референдум за мини хидроцентралата, со 10 гласа против, истиот не беше вметнат како точка во дневниот ред. На седницата се разгледуваа извештаите за работење и плановите за работа, како и барањата на средните училишта за согласност за намалување на бројот на ученици по паралелки. Советниците го разгледаа извештајот и планот за работа на градинката Павлина Велјанова и барањето од таму за зголемување на бројот на деца кои ќе бидат згрижени во групите од 2 до 6 годишна возраст. На дневниот ред на 63-та седница беа предлог одлуките за давање согласност за примање донации од предпријатието А1 Македонија Скопје, како и од амбасадата на Народна република Кина. На седницата се расправаше и по предложената точка за условите за работа на матичните лекари, по која се разви остра дискусија меѓу советниците од опозицијата и власта. Поради тоа, председателот на Советот беше принуден со паузи да ја прекинува расправата. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кочани одржа пресконференција на која председателот Мирче Стојков информираше за одржувањето на партискиот митинг. При тоа тој најави дека ќе биде промовирана и предизборната програма на кандидатот за градоначалник Лјупчо Папазов, како и кандидатската листа за советници. Сте се прашали ли дали живеете подобро? Дали државата се движи во вистинска насока?
Дали сметате дека живееме во нормална држава и дека оваа власт е најдоброто нешто што вие го заслужувате? Денес, на 30 септември, четврток, во 20:30 часот, ВМРО ДПМН ќе одржи народен митинг во кој ќе покажеме како се сака Македонија, како се сака Кочани. Идниот градоначалник, господинот Љупчо Папазов, ќе ја презентира програмата и визијата за општината. Исто така, свој излагање ќе има и професор доктор Христијан Мицкоски, председателот на ВМРО ДПМН. Покажете дека во вас постои надеж и пркос, дека сакате да создавате и верувате во себе. Излезете и изборете се. Создадете нова иднина. За таа нова иднина вреди да се бориме сите. Промени, проекти и победи за Македонија. Екологијата и инвестициите за подобрување на животната средина на локално ниво беше тема на пресконференцијата што ја организираше кандидатската листа за членови на Советот на општина Кочани предложена од СДСМ. При тоа, како една од главните заложби, беше нагласено уредувањето на коритото на Кочанска река на јужниот дел од градот. Силно сме посветени во еколошките инвестиции како неизбежен дел од политиките за здрава и чиста средина. Животната средина е високо на нашата зелена агенда, што ќе се потврди и со уредување на речното корито во должина од 1462 метри, на локација каде што најголем дел од граѓаните на Кочани го поминуваат своето слободно време, од местото викано Железнички мост до обиколниот пат околу Кочани. Предвидена е регулација со потпорни ѕидови, заштита на бреговите од ерозија и појасни каскадни прагови со кои ќе се спречи продлабочување и локално подкопување. Со уредувањето на речното корито, тој дел од градот ќе добие нов лик, а паралелно ќе се изградат пешачки и велосипедски патеки и хортикултурно ќе се уреди во нови садници. Имаме јасна идеја и јасен план за развојот на градот. Се грижиме за поквалитетен живот за сите граѓани, за зелено и чисто Кочани. Граѓаните знаат дека и на овие локални избори излегуваме со честна понуда која што го носи најдоброто за нашата општина. Заеднички ја градиме за денес и утре. Кочани го заслужува најдоброто. Две лица се повредени во тешка сообраќајна несреќа што околу 14 часот се случила на магистралниот пат А3 во близина на надвозникот кон селото Прибачево. Во несреќата учествувале две возила, едното со кочански, а другото со делчевски регистарски ознаки. При тоа во директниот судир возилото од Делчево удрило во банкината и се превртело на кровот, додека кај другото избувнал пожар. Во извлекувањето на возачот од превратеното возило интервенирала и територијалната противпожарна единица од Кочани. Од општата болница со проширена дејност во Кочани информираа дека кај нив биле донесени две лица на возраст од 18 и 50 години. И кај двете лица се направени исследувања на состојбата, при што е утврдена контузија и болки во главата, при што 50 годишникот бил помалку контактибилен. Од противпожарната единица од Кочани потврдија дека од нив била побарана интервенција за извлекување на возач од автомобил што бил учесник во сообраќајната несреќа. При тоа било интервенирано со едно возило и двајца пожарникари кои помогнале да се извлечат повредените лица, пошто тие биле предадени на екипата на брза помош. Додека траел увидот од страна на полициските служби, сообраќајот на магистралниот пат Штип Кочани бил во прекин, а возилата се пренасочуваа по алтернативни патишта. Редовна акција за крводарување во рамки на планот за оваа година организираше Општинскиот Црвен крст од Кочани. Одзивот на хуманите граѓани беше солиден и тие даруваа вкупно 33 крвни единици. Од Црвениот крст велат дека тоа е добар знак за успешно исполнување на планираните количини крв за 2021. Акцијата се реализираше во просториите на Општинскиот Црвен крст во Кочани, а во соработка со медицински екипи од Штип. Денеска во просториите на Општинската организација на Црвениот крст Кочани во тек е редовна крводарителска акција.
Оваа акција е планирана за месец септември и самата акција започна во 8:30 часот и ќе трае до 14:30 часот. Акцијата се спроведува во соработка со Институтот за трансфузионална медицина од Штип. Акцијата е отворена за сите, од слободен карактер, е отворена за сите граѓани кои денеска сакаат да посетат оваа акција и секако да даруваат крв. До сега дарувани се 19 крвни единици. Секако акцијата се уште во тек и очекуваме да ја завршиме оваа акција со некаде 30 дарувани единици, за кои дополнително ќе ве информираме за крајниот исход од акцијата. Собраните крвни единици вообичаено се транспортираат во Институтот за трансфузионална медицина. Од таму по потреба се носат до сите клиники каде што за изведување оперативни и други зафати има потреба од крв и крвни продукти.